Помпезно приведен, претрез во домот во присуство на вооружени полицајци. Одземен лаптоп и телефон, држен цели 10 часа во полициска станица, пошто е ослободен без да се покрене било каква постапка против него. Јавноста бурно реагира на приведувањето на 23-годишниот активист Никола Николовски под сомнение дека има некаква врска со лажните дојави за бомби во училиштата. За дел од нив МВР се излизгало и направило катастрофална грешка. За други пак ова е обид за замолчување на активистот и јавно жигосување на неистомисленици. Согласи и Николовски, кој вели дека нема врска со случајот затоа што ниту имал мотив, ниту причина да прави такви работи. Според него, власта се обидува јавно да го линчува поради неговите ставови и мислења. Ова е цената на јавното искажување став во Македонија. Ниту имав мотив, ниту потреба да вознемирувам цели фамилии со дојавите за бомба во средните училишта. Очигледно некому му пречи мојата работа со профилот Боемот. Моите сваќања, ставови, безкомпромисност во борбата за подобро утре, независноста од политиката и слободната мисла. По приведувањето МВР помпезно се пофали дека има главен осомничен за лажните дојави, но денеска срамежливо молчи и само соопштува техникалии од типот дека со лицето е извршен службен разговор и дека во координација со јавното обвинителство извршен е претрез во домот. Одземени се предмети за вештачење и се превземаат мерки за расчистување на случајот. Неофицијално причината за приведувањето е што неговото име и презиме биле спомнати во последниот заканувачки мејл, што за многумина е нелогично затоа што ретко кој би се потпишал на таков мејл. Од граѓанската организација Конзерватив МК, каде што тој членува, ја осудуваат постапката на МВР и велат дека Николовски пред се е општествено одговорен граѓанин, вклучен во борбата против дезинформациите и лажните вести. Ова е класичен напад врз слободата на говор, демократијата и начин како да се притиснат неистомислениците, но слободната мисла секогаш на крајот победува. Па затоа ќе се погрижиме овој настан да биде целосно расветлен пред органите. Вистинските лица кои стојат позади овој нарачан напад мора да понесат целосна одговорност, како и да се осигураме дека во иднина нема да постои можност од повторување на слични настани. За приведувањето се огласи и опозицијската ВМРО ДПМН, која го осуди чинот и побара МВР јавно да му се извини на младиот активист. Подпредседателот на партијата Тимчо Муцунски обвинува дека Македонија го има целосно изгубено демократскиот компас, дека со целиот случај се пушта уште еден загрижувачки сигнал дека ако си млад, воспитан, едуциран, успешен и слободоумен, тогаш демне и опасноста да бидеш урнат, потиснат, навреден и замолчен. Утре Никола може да биде секој еден од нас и затоа ова треба да биде уште една научена лекција, упатена да оние кои владеат да престанат да конструираат случаи кои не постојат и кои се спротиставени со здравата логика. Правдата, колку и споро да доаѓе во нашата татковина, таа секогаш излегува на виделина. Инаку Никола Николовски, на социјалните мрежи познат како Боемот, е редовен критичар на македонските општествени појави. Силен противник на договорите со Грција и Бугарија, како и редовен активист и идеолог за современ македонски и европски конзервативизам.